Невремето што во вторникот попладне го зафати Кумановскиот регион оштети голем број покриви на згради и искорна дрвја покрај патиштата. Ден подоцна, надлежните служби се на терен и работат на расчистување, но се уште има многу работа. Причината е материјална штета, но нема повредени. 18 orë pas të nisë ndodhur këtu në Kumanov në rrugën Blagojevijev, kanë dalë ekipi zjarfikësve vetëm prej 2 personash për të liruar rrugën duke hequr llamarina dhe pjesën e metal të kullazit e cila ka rënë nga ndërtesa. Цел покривишта падна. Ovo je katastrofa stvarno, ali ko je izvođačот na покривот не зна. Тоа треба да се приспита бидејќи гледам многу лошо е направено. Значи, целиот покрив е лошо изведено, као лаик, што сум самоук, нешто работам, али ова е многу лошо изведено и целиот покрив да падне, тоа е катастрофа. Ако има закон, тај што ги изводјач ќе дојде да погледа комисија, па да види дали е тоа заварено или како треба или не, и да плати он. Значи, тој треба да комисијски дискочи. За ваквите штети, Општина Куманово отвори телефонска линија за пријавување, пошто комисија ќе излезе на терен за проценка на штетите и можните обештетувања. Од Општинскиот штаб за заштита и спасување информираат дека веднаш по невремето, во текот на ноќта и од утринските часови, на терен работат екипи на противпожарната служба, водоводот, јавното претпријатие Чистота и зеленило, електродистрибуцијата и полицијата. Превенција на дирекцијата за заштита и спасување. Во моментов имаме сознание дека над 100 повика имаме од страна на граѓаните, 70% тие повици се за интервенции да се извршат, меѓутоа другите се за пријавување на штета. Излегува на терен и рано изутрина, значи имаме некаде помеѓу 15 и 20 интервенции. Највеќе штета, односно едни од поголеми интервенции се на паднатите кровни конструкции, односно на лимови, каде што од наша страна беше извршено сечење на помали парчиња и складирање. Исто така имаме интервенции на расчистување на пат, односно заедно со вработени луѓе од јавно претпријатие Чистота и зеленило. Приоритетни се улиците што беа блокирани во првиот момент заедно со противпожарна бригада, да ги ослободиме тие да бидат безбедни за сообраќај, тротоарите кај се движат пешаците, тоа не беше првиот приоритет. Ги трзаме, ги отклонуваме на страна се со цел да нема непречено движење на пешаците и на движење на возилата по централни градски подрачја. Од Општинскиот штаб за заштита и спасување информираат дека според временската прогноза во овој регион се очекува ново невреме и во четврток и во петок попладне. До граѓаните упатија апел да се засолнат на безбедни места за време на невремето и за секоја итна потреба да ги контактираат надлежните општински служби.